Зборуваме за програмите за студентска мобилност како можност за младите за доусовршување на нивните знаења, но и отворање на патот во работниот свет. Со мене, директорот Марко Ѓоргиевски на Националната агенција за европски програми и мобилност, Благица Евтимова заедно со нас, а на Skype сега колегите од режија веќе ми јавуваат дека во живо од Минхен ќе имаме Дајана Стојчевска, всушност исто така еден дел и од вас, но сепак повторно дел од нас, без разлика што има можност сега да работи во една од најпрестижните, да речеме, компании, Google. Нешто подоцна се гледаме со Дајана. Ајде да дадеме, Марко, вовед во овие програми, студентска мобилност. Какви се овие програми? Што возможуваат тие? Да, студентската мобилност, односно во една од полињата која што Еразмус по програмата партиципира, всушност и најголем дел од средствата во Еразмус програмата се алоцираат на студентските мобилности, односно во високо образование. Тоа значи дека еден студент може да оди до 6 до 12 месеци или една семестри, 2 семестри да студира на некој друг факултет, на друг универзитет, со тоа што факултетите нормално мора да имате меморандум со соработка меѓу нив и на крајот своето знаење, своите вештини да ги подобри на некој поразличен факултет. И искрено сите информации што стигнуваат од овие студенти, кои што од 2014 до 2020 година во претходната програма изнесувале над 2000 студенти излезни од нашата држава, а околу 2300 студенти дошле од нашата држава, така да стварно представува една голема бројка и информациите што стигнуваат од сите нив се многу позитивни. Тоа значи дека многу влијаеле врз нивниот живот. Дали влијаеле врз подобрување на нивните јазични компетенции, дали влијаеле врз снаоѓање во самата средина и најголем дел влијаеле врз нивната вработливост. Значи над 87% од анкетите што ги споредуваме дека влијаело врз нивната вработливост во понатамошниот нивен живот. Така да мислам дека ова е една одлична можност за студентите преку канцелариите за меѓународна соработка на нивните факултети и универзитети да заминат некаде 1 или 2 семестри да можат да студираат надвор од нашата држава. Добро, има ограничувања по студирањето и до усовршувањето да се вратат назад, да допринесат нешто дополнително од целото тоа знаење кој што го стекнале? Не, такви клаузули нема. Добро, но тие самите сакаат? Тие самите сакаат, меѓутоа и во меѓувреме, бидејќи излегуваат стварно квалитетни студенти од нашите факултети, таму се доусовршуваат и голем дел нормално и остануваат на запад, во западните држави да си го најдат своето место под сонцето. Меѓутоа сметам дека и они што се враќаат и голем дел што се враќаат тука навистина допринесуваат во нашето општество и имаме еден голем број на примери, како што ќе ја споменеме и тука и со нас и Благица, која што присуствувала на мобилности, на краткорочни мобилности, на младински размени, кои што навистина дале дополнителен допринос и нејзиот и професионален и приватен план. Подоцна со Благица дадовме вовед во темата, сега ќе ја вклучиме Дајана Стојчевска во живо од Минхен, ми се јавува, од Германија. Дајана, добро утро официјално и за тебе. Се надевам дека убаво се слушаме, сега ќе те видиме и за куса. Кажи ни, со оглед на тоа дека имам една куса биографија, дипломирана компјутерски науки и инженерство и во моментот ако за некому, не знам, идеално вработување е Facebook, за некому е Google, сега работиш како софтверски инженер во Google, а инаку си била дел од програмите, оние кои што ги најавивме за студентска мобилност. Накусот дадов ли добар вовед? Да, дали се слушаме? Се слушаме и се гледаме. Можеш слободно да ни кажеш како дел од овие студентски мобилности, како дел од нив стекнување со знаење, што за тебе тие представува и како всушност ти се одлучи да бидеш дел од нив? Вака најпрво добро утро, благодарам на поканата. Јас бев дел од Еразмус во Словенија од 2017 година, еден семестар, етниот семестар, на тамошното информатика и инженерство. Реално искуството е бидејќи навистина има многу драги за тоа дека е воздухен или студенчка език, има посебни математици, англиски и некој ни дава посебно предметите кои што
студенти, а некои предмети активни. Така што што имав таква можност да бидам дел од тоа, да видам како е таму. А зашто се одлучив да бидам да во Љубљана и да на пред се да излезам од мојата зона да видам нешто ново искуство. Секогаш нови работи се развили. Интернационалната средина навистина нуди многу нови можности како да научиш да комуницираш со луѓе, не само заради англискиот јазик, туку и општо да научиш некои нови работи, да ги изнесеш твоите ставови и да видиш како тоа е прифатено надвор, бидејќи едноставно ти се отвараат видиците. И затоа мислам дека го препорачала тоа си. Колку тие познанства и колку тие програми овозможија денеска да работиш во едно од, верувам, најпрестижните компании во светот? Мислам дека тоа што бев во една интернационална средина многу ми помогна да научам да комуницирам и секако знаењето што го стекнав на факултетот и на нашиот и на Финки плюс таму, тоа секако се подразбира технички аспект, но и од аспект на меки вештини многу ми помогнато да едноставно и луѓето со што тогаш бев во контакт, што ги запознав, некои од нив се што сум во контакт и денес. И мислам дека дефинитивно помага. Што е твојата порака до младите студенти кога зборуваме општо земено и сега за овие програми? Ке спомнем и општо и до младите, затоа што има повеќе програми кои што се како можности со благица подоцна на таа тема, но конкретно за овие програми за студенти, која е твојата порака до студентите? Мојата порака е дефинитивно да пробаат да излезат од својата комфортна зона и да ги искористат тие можности што денес се нудат, бидејќи ова е возраст кога немалце ризици преземаш за да пробаш нови работи и секако и да научиш нови работи, така што мислам дека секој треба да проба да оди во странство. Не препорачувам дека не викам дека сите мора да се иселат во државата, таму на работа, само кажувам дека секој треба барем на краток период да проба да види како е да се работи во интернационална средина и искуствата од надвор, потоа може да ги пренесе и дома. Дефинитивно, тоа е една од главните цели, дека тие успешни млади луѓе, студенти кои што ја напуштаат државата да се збогатат со знаење, на нив се надеваме дека ќе се вратат назад и токму тука ќе го пренесат тоа знаење и искуства кои што го стекнале. За кусо видовме дека има сонце во Минхен и дека ти е убаво времето. Ќе искористам да те прашам и како е во Минхен сега со ситуацијата со коронавирусот, попуштија ли таму мерките? Чинам дека најавуваше Германија дека и ќе попушти со мерките, дека полека се ослободуваат со тие стеги кои што ги има изминатиот период. Да, се подобрува работата. Зимата имаше доста ограничувања, но јас не бев тука, бев во Македонија. Реално летото се подобри многу во втората половина од минатата година кога излегоа вакцините и многу од мерките беа веќе, да кажам, скоро не се чувствува дека имаше пандемија, но зимата пак се врати. Така што се надевам на позитивен исход сега од пролета. Позитивните искуства се надевам само дека ќе ги собереме од изминатиот период, а тебе ти посакувам отворен пат, избогатување со знаење и со искуства и се надевам дека ќе те видам тука на домашен терен, па ќе зборуваме малку повеќе за искуството кое што имаш можност да го стекнеш работејќи во Google. Ти благодарам. Благодарам многу. Се враќаме назад во студиото. Се извинувам. За овие програми на студентска мобилност, она што можам да го заклучам по вашите одговори, по одговорите на Дајана, е дека се една одлична можност во која што пред се спознаваш друг начин на функционирање во општеството, кој што е многу поразличен од нашиот во секој случај, во работниот свет, во начинот на студирање исто така и се збогатуваш со знаење од области во кои што нели ти самиот си ги избираш. Кои се пред се областите во кои што младите најмногу досега партиципирале?
Преку студентските мобилности најголемиот наш државен факултет од Универзитетот Свети Кирил и Методи има најголем број на мобилности. Меѓутоа, по тоа што гледаме кога бројки низ годините, сите факултети, односно сите високообразовни институции имаат чартер и имаат можност на вистина тоа да ги испратат своите студенти да студираат надвор. Тоа што е секогаш се оние зафатени најдоминантните професии како економски, како правен факултет, мислам дека тука студентите највеќе и нормално техничките факултети. IT индустријата е една од, да речеме, најдефицитарните тука кај нас и од тие причини и прашувам затоа што па големи се можностите надвор. Кога е во поглед IT индустријата, она што со Дејана го зборувавме во предмалку. Многу е полесно и за нив и после тоа веднаш да најдат и работа таму и најверојатно и затоа и тие се одлучуваат и повеќе да останат таму него да се вратат. Меѓутоа сметам дека и кога се вратат тука партиципираат доста активно во самото општество, бидејќи како што разговаравме, виделе, научиле друга култура, малце повеќе интернационализација и има што да пренесат тука. И затоа ние како национална агенција во изминатиот период работиме на видливост преку позитивни вакви примери да покажеме што значи таа навистина студентска мобилност или младинска размена, за да не биде само да разговараме ние, туку преку примери да видиме што значило тоа во пракса, како се подобрени тие и јазични компетенции и други сите soft skills и мислам дека ќе продолжиме и во иднина, што е можно повеќе видливи и потранспарентни да бидеме, за да и целата јавност увиде навистина како тие средства завршуваат навистина ке млади луѓе кои што подоцна допринесуваат за нашето општество. И целта е да се вклучат повеќе. Еве имаме и другата страна, Благица Евтимова со нас. Зборувавме само за студентската мобилност, но ги начинавме и другите програми кои што се нудат како можности. Можеш ти повеќе за тоа? Да. Прво пред се, добро утро на сите што не гледаат. Ти благодарам Јована и како што кажа директорот Марко, Еразмус плюс сите мобилности се еден процес на учење, развивање и споделување искуства, без разлика дали тоа се студентски мобилности или мобилности кои што се краткорочни. Меѓутоа, овој процес е поразличен од другите затоа што ни дава слобода. Несомнено е дека ќе ве промени целиот процес и сите мобилности како личност, како приватно, така и професионално. Благодарение на овие искуства што сум ги имала проекти и мобилности досега, можам да кажам дека се едно нешто од подобрите нешта што ги имам искусено во животот и реално ме направиле личноста која што сум денес. Имам одено на повеќе од 20 на Erasmus Plus мобилности, без разлика дали се тоа младенски размени, тренинг, обуки, семинари, подготвителни посети. Значи има различни краткорочни размени, односно мобилности или ние младите ги нарекуваме проекти, каде што во рокот неколку дена, недела дена најчесто е 8 дена просек, одиме во друга држава или доаѓаат тука на различни мобилности, запознаваме еден куп луѓе од различни делови на Европа, па и пошироко. И го продолбочуваме своето знаење во различни области. Не мора да значи дека тоа е само областа која што мене ме интересира, туку може и да се запознаеме и да го зајакнеме знаењето во други области кои што не сме ги ни знаеле до сега. Како дел од цел тој процес на доста собрано искуство, сега како си вклучена во програмите? Во програмите, покрај професионалниот ангажман што го имам настрана, со Erasmus Plus проектите, моментално работа и доста и волонтирам во 3 други организации, 4, пошто сега добивме и еден проект дополнително национална, и сум вклучена, ако претходно сум била дел од оние кои што аплицирале, праќале мотивацијски писма, апликациони форми. Сега сум дел од другата страна, која што ги гледам апликациите и јас сум таа која што ги оценува, ги одобрува, ги проценува, така да. Кои учесници одат, меѓутоа и од страната на пишување проекти, организирање, координирање, со доста добри организации што се тука во Македонија. Дел од нив и млади, кај што сум била како младински асоциација за младински активизам и напредок, кај што сум една од фаундерите, и CET платформа која што е доста естаблирана
организација би рекла, каде што сум проектен координатор, односно ги водам сите овие делови како што ти кажав позадински со за токму за тие сакам да зборуваме, затоа што постојано зборуваме за можности за млади, за оние кои што аплицираат. Еве како дел сега, не да речеме претходно како човекот кој што аплицирал, се трудел да влезе во тие програми, како оној што сега ги проценува. Што е клучно при самите апликации кои што се праќаат? Еве да упатиме и апел на што најмногу треба да се посвети внимание. Да, дефинитивно, кај мене не ги гледам јас имиња и презимења кој аплицира. Најчесто се поставуваат 3 прашања. Какво искуство би имал ти да допринесеш во овој проект? Која е мотивацијата за да одиш на овој проект? Да, и дали си имал досега некакво искуство? За мене е многу битно која ти е мотивацијата за да отидеш на некои вакви мобилности. Односно, треба претходно секој информации што ги имаш за проектот или така наречени инфопак, да го прочиташ и да видиш дали треба и дали си соодветен за да аплицираш прво и основно на апликации, пошто има некои проекти што се од 13 до 20 години, некои што се од 18 до 26. Да речем, тоа е ама тоа е широк диапазон, треба да се прегледа прво и основно инфопакот, да видиш дали си ти добар за да аплицираш, односно ги исполнуваш критериумите и дефинитивно да појдеш од тоа што ти лежи на срце, зошто стварно сакаш да отидеш. Сите знаеме дека сакаме да прошетаме, да видиме разни луѓе, да стекнем пријатели, да стекнеме, да научиме нешто повеќе, меѓутоа што е тоа што конкретно ти би сакал да... јазикот, Дајана, како едно од клучните нешта, усовршување, но да речеме од младиве кои што се пријавуваат, што ви оставило најмногу впечаток? Тоа сакам да го слушнам. Тоа и претходно, пред да започнеме во неврзан разговор, прашав кои се, да речеме, клучните проекти и дали, кои што ги поднесуваат младите, и дали има од ваша страна клучни на кои што најмногу сакате да посветите внимание. Дали е тоа зачувување на животната средина, дали, не знам, енергетска ефикасност. Значи, што најмногу се посветува внимание? Моментално, програмата од 2021 до 2027, што е на Еразмус Плюс од Европската комисија, постојат 4 објективи или 4 цели на кои што се насочуваат сите проекти. Една од целите е дигитализација, што е според мене една од клучните цели. Меѓутоа, да, има постои environmental change, односно со целата green технологија и сите овие работи, зелена економија што се случува. Како што е инклузија, односно давање можности на луѓето, на младите лица кои што доаѓаат од различни социоекономски социјално ранливи категории. Да, точно, така да има повеќе цели, овие цели не ги исклучуваме другите можности и цели, во зависност од тоа како и на национално ниво националната агенција има потреба да креира и одредени други и да дава можности за одредени други проекти. Меѓутоа, што е клучно што спомна, што е тоа, мислам дека многу ретко е да постои млад човек што еднаш бил на Еразмус, некаква мобилност и тука да застане и да каже не, ова не е за мене. Така да, секогаш ги гледаме луѓето, младите луѓе што се пријавуваат константно, ако отишле на еден, почнуваат да отидат и на втор, трет, и секое слободно време, па и одморот да го трошат. Позитивното искуство ги навлекува што повеќе да влезат и пак ќе кажем еве на крајот негде од разговорот, се ово убаво што кажавме и искуството што го споделивме, но мене ме интересира младите што најмногу сакаат, во што сакаат да се вклучат. Марко, ти повеќе можеш околу тоа. Има ли некој кој што проект кој што сте го добиле буквално што ве фасцинирал? Сакам да знам младите умови што создаваат. Спомена Благица сите овие приоритети кои што ги има самата програма и да не зостававме да учества во демократскиот живот. Меѓутоа, она што во изминативе години со пандемијата се намали можноста да се патува и да се прават големи проекти. Меѓутоа, од претходно има некои најдобри практики кои што проекти се праќани во Брисел, каде што се споделуваат такви можности. Не знам, сега не би сакал да издвојувам нешто, меѓутоа, како национална агенција секогаш гледаме тоа што спомна Благица, инклузијата, односно давање можности и на млади луѓе, меѓутоа и на повозрастни, небитно, со помалку можности.
програмата е така поставена за да никој не биде оставен изоставен, Добра. односно да се подаде рака на сите оние кои што не би можеле на друг начин да се вклучат во некоја младинска размена, отидат да прошетаат, да добијат нека обука. Значи, се стремиме во сите проекти да има една нишка на инклузивност, односно на разновидност, да се вклучат дали се млади луѓе, дали професори, дали студенти, сеедно, да имаат луѓе кои што се со помалку можности. Дали се од економски аспект, од географски аспект, од здравствен аспект, значи било како за да навистина тие луѓе допринесат, односно ние преку Erasmus Plus програмата се вклучени и потоа да допринесат до општеството, веќе сметам само за така ние може да имаме едно по-инклузивно општество, по општество отворено за сите. Во моментот имате нешто активно? Да. Во моментов имаме активност, тоа е до 23 февруари денеска рокот. До денеска? Да, е рокот Добро. за К1 мобилности. Добро. А за К2 е до 23 март. Какви се тие мобилности? К1 се оние краткорочни мобилности што ги разговаравме со Благица, каде што се вклучени студентските мобилности, меѓутоа подоцна факултетите си прават своји огласи. И сакам да искористам ова прилика да можам да упатам апел до сите секретаријати за европски прашања што се на факултетите, да бидат што е можно потранспарентни, да е можно што е можно поблиски со студентите, да им помагаат во делот на собирање на документи, на информации, бидејќи тоа е тоа кога дојде еден студент да знае каде да се обрати. И мислам дека преку тие најважно што е најважно. Најважно е да знае како да аплицира. Ние сме тука, меѓутоа кога студентот на самиот факултет, он мора тука да комуницира со тие луѓе што се надевам дека во иднина сите оние канцелари за меѓународна соработа ќе бидат што е можно поотворени, ќе представуваат на вистина каче за студентите каде што ќе може да се информираат за сите работи и се надевам што е можно поголем број на мобилност ќе имаме излезни, што значи дека поголем број на студенти ќе бидат опфатени во следниот период преку програмата Erasmus+. Така да, тоа е нешто што е во моментов активно. Утре имаме обука, онлайн обука за сите заинтересирани за К2 акцијата. Тоа се два моменти имаме тука, стратешко партнерство и партнерство од мал обем. Тоа е за веќе за поискусни организации кои веќе работат во делот на креирање на проекти, наставни програми, курикулуми и слично. Ви благодарам. Благодарам што ми бевте гости. Посакувам само да имате отворен пат и да реализирате се што сте испланирале, а гледам дека не застанувате. Да. Продолжете и понатаму и Марко, и во нареден период очекуваме да ни донесеш студенти млади кои што сега се веќе реализирани млади луѓе во деловниот свет и кои што успеале преку токму овие програми да се реализираат себе. Благодарам на поканата, се гледаме, се надевам во нека следна прилика.